Добър ден, ден, ще избираме за есен. Мелани. Сега стигнала вече щом слънцето от тройка ќе се намали на една незгодна бројка. Това значи дека летото оладило. Бидејќи се уште не е научно да кажем дали есен да пристигнува со воз, автобус, авион или тротинет. Ние не можеме да ја чекаме на железничка, автобуска, авионска или тротинетска станица. Затоа сме приморани да ја чекаме насекаде. А дали таа доаѓа ако смеја да праша? А што да прави кога мора? Доаѓа. Правите значи дека таа кај нас се паѓањето на лисјата. Тие паѓаат на затоа што нагоре е многу високо и лесно може да добијат високовивајца, тоа е вртоглавица. Сите лисија паѓаат на земја, освен лисјата од виновата лоза. Тие паѓаат во темперина и тогаш стануваат царни заедно со оризот и месото. Садна одговори, двојно дружба. Во есен кравите од селото крави се множат, а добиеното млеко се става во зимница и се вика сирење. Сирењето се јаде, а дувките не, затоа што се многу празни и служат за луфтирање на оно што се јаде. Велиш луфтирање, а и воно. За твоето бајото одговарање е потребно луфтирање. Кристијан Дедев ги опише активностите на луѓето во есен. Луѓето во есен се есенски расположени. Мајките влечкаат од пазар огромни количества пипки. Тоа е сировини за ајбар. Ајбарот се добива со измочување на пиперки. Тие прво се печат, потоа се дерат, се пржат во врело масло, а ако не признат, зашуваат во темно робство затворени во тегли и испекани по мрачни и важни визби. Ще збојуваш, слушај ваму.